ВМРО и СДСМ. Па видите, ние први излеговме, конкретно јас тоа го кажав, бев на гостување во една регионална телевизија каде што кажав дека имаме информации дека ВМРО ДПМНЕ и СДСМ тајно се среќаваат и дека разговараат како да го надминат овој проблем, како ВМРО ДПМНЕ своето не да го продаде и постепено да стане да. Тоа потоа имавме и пресконференција каде што кажавме дека бугарски служби се замешани, ние бевме жестоко нападнати. Ја памтам тој прв ден после моето гостување како мене колегите ми викаа јас ли Крмов ќе гласам од ВМРО ДПМНЕ у собранието. За сега да се испостави дека нешто такво е точно. Значи ние со председател Димитра Пасиев, ја мора да кажам, пола саат ја читавме изјавата на председателот на ВМРО ДПМНЕ Христијан Мицковски, искрено после пола час дешифрирање на неговата изјава останавме малку збунети, затоа што човекот во една иста реченица кажува три различни работи. Прво вика ќе има уставни, после вика нема да има, после вика ќе има подови услови, ама може нема да има, ќе нема. Значи ни риба ни девојка. Ставот е нејасен, ама е јасен дека што ме подотворена вратата, тоа значи дека вратата како што е сега малку отворена, на крај ќе биде целосно отворена. Ако вие носите маички, не очекувате да биде целосно затворена, така? Само очекувате да биде се можно и ако не, види, ако вие носите маички, не, ако го палите тој договор собрани, ако го кинете, плукате, вриштите тамо, не знам што, и сега викате да, ама под овие услови, нема услови. Левица е не и останува